Благодарам. Исклучен е, само да ви укажам оно што го побарав. Значи, од сега имам можност да ме исклучам од тука, кој нема да го испочитува времето. Повелете. Вклучен ли сум се? Вклучени сте сега. Добро, не ви е добар ваш примерот да почнете да исклучувате координатор Само не- на опозициона Само не е да ве замолчам опозицијата. на пратеничка група, може да Добро. се толкува како замолчување на Добро. опозицијата. Океј. И сметам дека примерот баш не ви е добар, можеше да го направите на некој друг пратеник, за да покажете, демонстрирате дека имате систем за оваа работа. Јас процедуралното го земам од една единствена причина. Значи, може би да го сватите како сакате барањето на колешката Алашковска и ја нема да зборувам во нејзино име затоа што таа го предложи. Она што можеме да го видиме е дека владата, не повеќе за вас, господине Џафери, туку владата, она што го бараше како брзо донесување на ребалансот на буџетот за изгласување на четвртиот пакет на мерки и како процедура која што заврши во собранието во четвртокот на 22. Денеска сме 27, 5 работни дена до текот на вчерашниот ден, во 20:50 часот ние добивме информација дека ребалансот на буџетот е вратен од влада во собрание. Значи 5 работни дена за 5 или 8 амандмани за нешто за кое што ја убедуваат македонската јавност дека се брза, дека собранието и опозицијата се кочничари, застана во влада 5 дена. Сведоци сме, барем јас сум сведок на 10 буџети и 10 ребаланси, најмалку во ова собрание вкупно на број, дека кога има итни работи, посебно во делот на ребалансот, владата работела и во текот на викенд и ги донесувала веднаш, ги враќала во собрание, за да има 3 дена да седат во собрание, да ги разгледаат пратениците и дополните да ги достават тука. Затоа, господине Џафери, јас повише реагирам на работата на самата, на вас ви зборувам ја, ако може да ме слушате, доека сум уклучен на микрофонот. Слушам јас. Да, затоа повеќе е реакцијата до владата која што касни со донесувањето на ребалансот, а од друга страна на јавноста и укажува дека брзаме да ги фатиме последните денови од октомври, за да можат мерките од четвртиот сет да важат овде во собранието и со самиот ребаланс. Очигледно она што е за медиуми е различно од тековна работа на владата, а во натамошните денови од седниците ќе ви укажам и на некои други фактори за неефикасноста на оваа влада и барам, бидејќи е барање на колешка пратеничка, барањето се стави, па вие гласајте како ќе гласате. Добро, сега